Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Нашите зборови имаат моќ да ги охрабрат или да ги обесхрабрат другите. Можеме или да им упатиме зборови со кои ќе се чувствуваат подобро или да се чувствуваат полошо од претходно. Вчудоневедувачки е тоа што еден комплимент, една пофалба може да направи кога ќе му кажеш некому колку убаво изгледа, колку професионално ја завршил работната задача, колку е пријатно да се работи заедно со него или со неа. Колку се моќни неколку едноставни зборови и како можат да променат нечiji живот, да го осветлат денот. Нас не чини ништо, но некому значи многу. Господ Бог ни има дадено моќ и авторитет да влијаеме на другите позитивно, до степен на промена, на пресврт. Секој ден би требало да имаме поставена цел, да најдеме барем една личност на која ќе и го направиме денот поубав. Ќе ја мотивираме, охрабриме, инспирираме, ќе и бидеме поттршка. Да започнеме со пофалбите за тоа што таа личност прави добро, а не за тоа што не чини кај таа личност. Понекогаш свесно или несвесно склони сме да ги гледаме само недостатоците кај луѓето. Се што не чини, се што не е како што би требало да биде. Па зошто е тоа така? И на крајот од размислувањето или од разговорот, заклучокот ќе биде дека таа личност нема да биде на листата на посакувани личности. Она што сакам да го потенцирам во ова издание е подигнување на свеста за тоа колку нашите упатени зборови се значајни и моќни за другите луѓе. Четвртиот стих од Изреки 18 глава гласи: Зборовите од човечката уста се длабоки води, извор на мудрост, порој што се разлива. Зарем не се жедни луѓето за убав збор, за утеха, за охрабрување, за помош, за љубов? Луѓето се осамени, повредени, поминуваат низ разочарувања, доживеале болка, тешкотии. На секого од нас Бог ни дал нешто што можеме да му го дадеме на другиот, на ближниот. Како што гласи првата заповед, сакај го ближниот како себе си. Со нашите зборови можеме да донесеме здравје, можеме да ги тргнеме другите од прангите на депресијата, од разочарувањето. Можеме да им укажеме дека вредат, а со тоа да им ја зголемиме самодовербата, да ги тргнеме од темнината. Со нашите милни и учтиви зборови, зборови полни со љубов и радост, можеме да донесеме промена кај некој човек. Не секогаш нашите предпоставки за одреден човек се точни. Дали можеме да знаеме што се случува во неговата внатрешност? Какво минато носи? Што му се случува во моментот?
Како бил воспитуван, како растел, што доживеал. Многу се работите што можат да се набројат. Дали сме свесни колку некому значи едно според нас обично поздравување? Дали е тоа добро утро, или добар ден, или здраво, како си, мило ми е што те гледам. Па тоа, зачинето со искрена насмевка, верувајте, целата атмосфера се менува. Понекогаш треба да се биде упорен. Сведок сум на промената на одредена личност, која ја гледам често и со која разменувам само здраво и пријатно. Имено, неколку месеци таа личност никогаш не ми возвраќаше ни на мојот поздрав, ни на кажувањето пријатно. Убав ден. Морам да бидам искрена. Ми надоаѓа секакви мисли од типот дали да продолжам да ја поздравувам, дали јас да се правам како ништо да не е. Па штом не ми обрнува внимание, зошто јас да ја возвраќам? Но, гласот на Светиот Дух прострои во мене и ми рече: дали знаеш зошто таа личност е таква? Дали знаеш што ѝ се случува? Послушај ме мене. Без исклучок, секој пат кога ќе ја сретнеш, поздрави ја. Така и направив. Јас со поздрав, а таа не. И траеше тоа одреден временски период. Немаше никаква промена, се беше исто. Но, верували или не, ситуацијата започна да се менува. Сега, личноста што не ми возвраќаше, ми го возвраќа поздравот и тоа со насмевка. Исус Христос ни вели: бесплатно ти е дадено, бесплатно давај. Да не штедиме во тоа колку добри, пријатни зборови сме упатиле. Воспротивно, ако пресметуваме за секој возвратен збор, за секој време поминато со некого, за секој упатена насмевка, за брзо време ќе бидеме полоши од оние за кои сме зборувале дека се груби, неучтиви, безчувствителни и слично. Што не советува Исус? Сакајте ги непријателите своји, молете се за нив, благословувајте ги. Сигурно има нешто полезно за нас од тоа. И што друго ни вели? Бидете светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и става под поклоп, туку на светник им свети на сите в куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесни. На овој начин, Господ Бог сака да не искористи за преку нашите зборови и дела, да му помогне на друго свое дете. Единствениот глас што Небесниот Татко го има на оваа планета е нашиот глас. Да се согласиме, да ја искористиме нашата слободна волја да биде Божјата волја. Затоа секогаш кога правиме добро, сушност му дозволуваме на Бог да благослови некого, да му помогне, да го тргне од темнината во која се наоѓа. Истото и за нас. Колку пати во животот сме се нашле во тешки мигови. И токму во тие мигови некој ни упатил утешни зборови. Се помолил за нас, не охрабрил. Што помниме најмногу? Упатените зборови, кажаните зборови. Зошто многумина од нас ќе речат: се ќе простам, ама зборот што ми го рече не можам да му го простам. Никогаш нема да му заборавам. Зарем не е така?
Ако се согласуваме со ова, се наметнува прашањето. Зошто да бидеме токму оние, чии изговорени зборови би биле во нечии непријатни спомени и сме асоцијација на нечија повреда? Подобро е да шириме и даваме благослови, отколку проклетства, нели? За нас, еден секојдневен поздрав може би не е ништо посебно, но замислете, што може Бог да направи кога ќе ја додаде неговата надприродна моќ на тој поздрав? Исус како им кажуваше на луѓето: Јас не го правам тоа само од себе, туку го прави мојот татко кој е на небото. Истото важи и за нас. Потребна е само наша согласност. Чуда се случуваат секој ден. Да одбереме да сееме благослов преку нашите зборови. Тоа што ќе сееме, тоа и ќе жнееме. Има повеќе од доволно поединци кои пренесуваат само негативност преку осуда, омаловажување, потценување, малтретирање, поттурнување, негативно критикување, обезвреднување. Од таквото однесување може да се добие само темнина. Да не бидеме соучесници на темнината. Дваесет и петтиот стих од Изреки 12 глава гласи: Грижата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го весели. А во послание до Ефесијаните 4:29 пишува: Никаков лош збор да не излегува од устата ваша, туку само добар, за издигање каде што треба, за да им принесе благодат на оние што слушаат. Да бидеме искрата во нечи живот, да бидеме благослов за некого преку нашите зборови. Мигот, посветен некому, е како миг запечатен во вечноста. До следното издание ве поздравувам со стихови поезија. Милина. Се смее срцето од хранливиот залак од зборови. Се мрестат зборовите во празнината на душата и си велат: Ајде, ајде душичке, мила душичке, нарасни, не клечи така замелушена. Ја прават зборовите својата тајна напивка и ја тураат во нејзиниот казан за подхранување. Влегуваат зборовите во нејзиното струјно коло. За момент избива спој. И душата е повторно жива. Ах, милина, каква милина на душата! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Елиезер.